Со заедничка интерактивна работилница на тема создаваме вредности низ дружба и интеракција. Дечињата од дневниот центар во Кочани и од специјалната паралелка од основното училиште Малина Попиванова во соработка со Центарот за социјални работи и општина Кочани го одбележаа 3 декември, меѓународниот ден на лицата со попреченост. Преку работилницата се упатува порака до општеството за поголема грижа за оваа категорија граѓани, изјави директорот на меѓуопштинскиот центар за социјални работи Кирил Ковачев. Преку оваа работилница сакаме да испратиме силна порака за подигање на свеста на општеството кон оваа категорија на наши сограѓани и кои што представуваат значително фрагилна категорија на наши сограѓани и лица, кои што и со цел да ја поттикнеме дополнително социјализацијата и нивната инклузивноста на овие лица во општеството. Верувате, оваа социјализација и оваа инклузивност на овие лица за нас представува на врвот на нашата работна агенда. Директорот Ковачев ги презентираше и новите законски мерки за социјална заштита кои се однесуваат на родители кои имаат и чуваат лице со посебни потреби да добиваат траен надоместок и скратено работно време. Секој родител кој што чувал дете до 26 годишна возраст, а кој што не било сместено, а се е лице со попреченост, а не е било сместено во било каква институција, има право на надоместок согласно Законот за социјална заштита, право на траен надоместок, а исто така и сите оние родители кои што имаат деца со попреченост, имаат право на скратено работно време до 50% во износ до 50% од просечната плата во Република Северна Македонија. И за сите овие права, сите граѓани кои што ги можат им ги исполнуваат условите за да ги користат овие права, можат да се обратат во стручните служби во центарот, меѓуопштинскиот центар за социјални работи и да им бидат излезени во престрет. Директорот на основното училиште Малина Попиванова Благој Петров изјави дека грижата за лица со попреченост не треба да биде само денеска. Па затоа тие заедно со општината работат на изградба на сензорна соба која ќе ја користат 15 деца со попреченост кои посетуваат настава. Правиме се да биде подобро за нив, да ги инклузираме и социјализираме во нашето општество. Не само овој ден, него треба секој ден да биде исти и за тие деца треба да го слушнат гласот нивен сите, секако што може да направиме подобро во нивниот живот. Во тек е изработка и мислам дека во брзо време ќе почне и реализација на адаптирање и на целосно реновирање на спортското игралиште. Ќе имаме и детско игралиште посебно за деца со посебни потреби. И градоначалникот Никол Чујлиев изјави дека општина Кочани се грижи за оваа категорија на деца, трудејќи се да им возможат посовремени и квалитетни услови за развој. Локалната самоуправа проба да ги следи насоките од централната власт и навистина сите заеднички правиме напори се со цел лицата со попреченост да ги вклучиме во нашето секојдневен живот. Општина Кочани на сите дечиња што беа присутни им подарија училишни ранци и прибор за реализирање на наставната програма, а тие за возврат им подарија честитка со што им искажаа благодарност за грижата која ми ја пружат институциите.